Денес ќе ви покажам како јас правам трилече со домашен карамел. Најпрво го правиме карамелот затоа што треба да се олади. Мериме 250 грама шеќер и го ставаме во едно тенџере да се растопи. Откако ќе се растопи и ја добие оваа боја на карамел, ставаме 50 грама пудер и 250 грама сладка павлака. И сето тоа го оставаме да се растопи и да се згусне. Од кога ќе се згусне, го исклучуваме и го ставаме да се лади. И почнуваме со пандишпанот за трилече. Јас користев половина доза со 4 јајца. Се двојат белките од жолчките и се ставаат да се матат. 110 грама шеќер мериме и од кога белките ќе побелат вака, го додаваме шеќерот, а од кога белките ќе се изматат, ги додаваме жолчките. Јас во жолчките ставив ванила и ги додаваме едно по едно во белките. Убаво да се изматат и од кога ќе ги додадеме сите 4, јас ќе ви напишам рецепт во описот за цела доза. Од кога ќе се измати, додаваме брашно и едно лажиче пецил. Сето тоа со шпатула го мешаме да се соедини брашното. И го сипуваме во подмачкан плех. Убаво го рамниме, го протресуваме малку тавчето и го ставаме во рерна да се печи. Рерната ја уклучуваме на 180 степени уште пред да го изматиме тестото, да биде топла. И се пече 30 минути. Од кога ќе се испече, се познава кога е печено, се двојат страните, се одлепуваат од плехчето. Го воцкаме со чепкалка и го ставаме да се олади. Во меѓувреме ги спремаме млеката, кондензирано млеко, сладка павлака и обично млеко. Сето тоа го мешаме во еден сат и прво сипуваме од смесата малку на дното на плехчето, го враќаме пандишпанот и врз него ја сипуваме целата смеса од млека. Тоа многу брзо впива. За кратко време се впијат сите млека. И го оставаме малку да се излади и од кога ќе се излади, а и карамелот во меѓувреме се лади, го посипуваме карамелот врз пандишпанот и тоа е тоа.